Советот на град Скопје усвои 3 регулацијски планови со кои се интервенира во генералниот урбанистички план и се ограничува и се уредува поставувањето маркици за станбени и деловни објекти. Еден од регулацијските планови го опфаќа потегот покрај Вардар од хотелот Александар Палас до Карпош 4. Покрај овој потег, промени во деталниот урбанистички план ќе има и за делот кај Кванташки пазар во Газибаба, каде што се уредува пробивањето нови улици и уредувањето парцели во индустриската зона, како и план за изградба на нови улици кај новата населба Александрија. Покрај споменатите локации, градот ќе интервенира во уредувањето на просторот на вкупно 23 регулацијски планови. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, регулацијските планови ќе обезбедат ред во урбанистичкото планирање на подрачја низ градот кои не биле урбанизирани или урбанизацијата била спорна и со нив ќе се гарантираат одредени стандарди на живење, пред се присуство на големи зелени површини. Врз основа на регулацијскиот план за потегот покрај Вардар и новите услови кои ги предвидува, општина Карпош ќе мора да ги промени и деталните планови за оваа градска четврт. Со нив ќе мора да предвиди, освен поголеми површини со зеленило помеѓу зградите и изградба на основно училиште и градинка, ќе има и делови во кои целосно ќе се забрани градба и кои ќе мора да останат зеленило. На овој потек веќе се градат 2 нови згради, а важичкиот детален урбанистички план предвидува многу повеќе објекти отколку слободни површини.